Со сите своји специфики, Куманово навистина представува посебен град во царството на хуморот. Советниците и општинската администрација работат во иста зграда, ама за кое било прашање од интерес на граѓаните. Нивната комуникација и кореспонденција наместо лично и директно се одвива преку посредници. Еве, од службите сугерира дека одговори се пратени по пошта, што значи ако е по пошта, тогаш или ќе доцнат или ќе залутат. Меѓутоа се пратени, а ќе стигнат некогаш. Оттаму со право некои други општини добиваат примат и се за похвала, бидејќи не само што не функционираат еднонасочно, туку нивната динамика е толку голема што со сиот ризик се подготвени да кршат дури и сообраќајни правила. Од 2 мај, а поточно 3 вуке, има да возиме, до сега возиме 100, значи возиме 220. Кога возите брзо, внимавајте, бидејќи излетувањето при брза воžња ќе не однесе сите у ендек. А таму во дупка и нивото и квалитетот на културни настани кои ги организираат општините, особено тие што се организираат на лето. Па изборот на изведувачи и на понудата изгледа не зависи само од идејата и потребите, туку и од временската прогноза. Значи, Куманово го споредуваат сега и сите зборува дека една паланка го надмина Куманово. Ако може паланка цело лето, јули и август да има настани, ладно е паланка. Лалви вера само ќе кажам. Ако метеото влие врз културата, тогаш не постои причина присуството на фауна во кујните во детските градинки да не се третира како нормална појава. И тоа не е проблем само на Кавадраци, туку и на други светски метрополи. Како ви тоа сте фрапирани од еден стаорец кој што го видели, јас не можам да сватам. Ми се случи и у Франција, у Париз, ресторант глушен за перрипа. Што направите? Со вајнто беме, кажи Вани. Избега глушен преку маса. У елитен ресторант. Животинка, а има. Добро што не е крокодил, буке. Ама влекачи и штетници кои го грицкаат општинскиот буџет има насекаде. А затоа и не треба да зачудува. Кога подсомнеш се става се. Особено кога се премолчува и на секаков начин се оневозможува откривањето на идентитетот на некоја си градежна компанија, која сака да направи нешто од својот джеб. Колега, гледам дека имате многу сомнежи во врска со оваа донација. Јас ви предлагам да истражувате. О, Господе Боже. Господе, значи да не се впуштаме повеќе во вакви недолични однесувања. Председателке, да ве немаше, требаше да ви измислиме. И на крајот, кога е евидентно дека нешто е измислено, баш поради тоа што требало. Градоначалник, мислам дека собра доста материјал за саботажа. Мислам дека веројатно не сакаш да го никао совет и као општина го изгубиме приматот. Гледам сега неготинци се доста актуелни таму и па затоа овие вуке подрештени овако онака. Битката за учество која потикнуваме и предизвикуваме не само во тиквешијата не е намерна. Никој не треба да се чувствува запоставен, ама правото некој да биде представен во оваа лига треба да се заслужи. А во ова коло, Неготино беше слободно.